Бугарскиот премиер Данев одлучил да ги нападне некогашните сојузници на македонско тло, почнувајќи со тоа новата Балканска војна, во историјата позната и како меѓусојузничка. Во периодот меѓу источната криза и Илинденското востание се случуваат три македонски востања: Разловечкото востание, Македонското востание со центар во Кресна и Илинденското востание. Во истиот тој период Бугарија, Србија и Грција интензивно преговараат за поделба на Македонија. Нивната цел е преку војна да ослободат територијата на Македонија, но всушност нивните намери се потоа поделба на територијата на Македонија меѓу себе, а за тоа претходно во тие заеднички договори всушност тие ги определуваат своите сфери на влијание. Територијата која што ја зазеле балканските сојузнички им е оставена да се подели врз база на ситуацијата статус кво, односно во главно било таму до каде што фактички војските застанале, таму да се прво воведат демаркациони линии, а подосна и да се воведат државни граници. Но согласно аспирациите, идеите, плановите, желбите на завојуваните балкански држави, тоа им било малку. Бугарите побарале од србите да се повлечат од оние територии кои што не биле спорни, што значи србите треба да се повлечат и од Битола, треба да се повлечат и од Прилеп, и од Велес. Србите пак се соочиле со една реалност, а таа реалност пак не била многу поволна за нив. Имено Австро-Унгарија и Италија не сакале да ја видат Србија излезена на море. Србите влегле во Драч, влегле во Тирана, влегле во Круја, но биле принудени од Австро-Унгарија да ги повлечат своите воени сили од Албанија. Во една на таква ситуација било автоматски очекувано и логично дека србите нема да се повлечат од оние територии на денешна Република Македонија, кои во тој момент ги контролирале. Србите воопшто, штом ја има територијата, воопшто не помислуваат дека треба да преговараат со бугарите, повторно да им ја вратат. Бугарите се надевале на поголема власт во денешниот егејски дел на Македонија и сето тоа резултирало со некои исклички кои што довеле до избавнување на оган, односно на Втората Балканска војна.
Достигот од работна сила за копање ровови, фортификацијски утврдувања и други војни потреби бил надоместуван со ангажирање на селското местно население без надоместок. Резервите на храна и крупен добиток главно биле снабдувани од целата низ Македонија. Преминувањето на војските им нанесувало големи штети на посевите, а за секојдневните потреби на војските безмилосно се сечеле и шумите. Цената на новата војна, која ја повеле ослободителите, требало да ја платат така наречените новоослободени територии. На 1. јуни 1913 година, по наредба на кралот Фердинанд, бугарската врховна команда издала директива за префрлување на бугарската војска од Тракискиот на Македонскиот фронт. Бугарските генерали планирале со 2 решавачки удари да ја поразат српската војска. Првиот удар требало да биде нанесен во долината на реката Морава, а вториот во македонското Овчеполие, за на тој начин српската војска да биде опколена и принудена на капитулација. Верувајќи дека Австро-Унгарија ќе ги спречи Романија и Турција да се приклучат во војната против Бугарија, бугарската врховна команда во целност ги оставила незаштитени своите граници кон овие држави. Освен тоа не било почитувано ниту основното стратегиско правило да се создаде надмоќ на силите на правецот на главниот удар, бидејќи се предвидувал кордонски развој на силите на фронтот широк 600 километри од Видин до Кавала, без конкретно одредено тежиште на нападот. Според српско-грчкиот протокол за заеднички план на операциите од 1. јуни истата година, српската и грчката војска концентрирале 16 дивизии на линијата Пирот, Куманово, Скопје, Велес, Гевгелија, Гуменџа, Солун, Негранско. Бидејќи Бугарија своите главни сили ги концентрирала против Србија на Струмичкиот, Брегалничкиот и Криворечкиот правец, Србија побарала од Грција да концентрира 3 дивизии на левиот брег на реката Вардар, во реонот на Гевгелија. Од нив се очекувало да дејствуваат преку Струмица во тилот на бугарската штипско-кочанска група, да ја раздвојат од доиранско-серската група и да судејствуваат со српската војска. Грција одговорила дека може да испрати само една дивизија. Незиниот главен интерес бил градот Солун, проценет како најзначаен стратегиски објект, поради кој помеѓу Грција и Бугарија можело да избувне воен судир. Поради тоа грчките војни сили ги затвориле сите правци што воделе од Бугарија кон Солун. Истовремено Бугарија против српските војски ја ангажирала својата 4-та армија, командувана од генералот Стилјан Ковачев. Една од 3 групи на оваа армија ја сочинувало и Македоно-Одринското ополчение, распоредено во правецот Китка планина, село Пасиџиково, со задача да ги заземе Царев врв и Ретки буки и да ја обезбедува десната страна на бугарската армија. Во една таква ситуација, во тој период помеѓу првата и помеѓу втората Балканска војна и кога се уште на пленарни седници на Лондонската мировна конференција не била обзнанета поделбата на Македонија, македонските револуционери во веќе
Одринското ополчение, а на страната на Дунавската српска дивизија се борел Осоговскиот одред, исто така составен од мобилизирано македонско население. Учествувајќи во првите редови на завојуваните страни, македонците меѓусебно се биеле во полза на бугарските и на српските команди. Наизменично освојувајќи ги Царев врв, Ретки Буки, Дервишица и Банковиот Чукар. Може би победникот во оваа битка е непознат, но губитникот се знае со сигурност. Тоа е поделеното македонско население. Оттаму не е ни чудно што токму македонското население ќе покаже незадоволство, кој ќе предизвика масовни дезертерства, па дури отворени бунтови во одредени единици. Пред се во редовите на Македоно-Одринското ополчение. На некои делови на фронтот биле забележани и братимења на македонските војници од двете страни на борбената линија, едни облечени во српски, а други во бугарски униформи. Борбениот морал дополнително опаднал кога меѓу војниците се појавила епидемија на колера, пренесена од турските заробеници на Тракискиот фронт. Жртви на оваа болест не биле само војниците, туку и локалното население од двете страни на фронтот. Измачени од болеста, соочени со недостиг од храна и облека среде своите опожарени домови, македонските селани воделе битка пред се за голиот опстанок. По битката на Брегалница, борбените действија во Македонија преминале во рововска војна. Надмоќната грчка војска, предводена лично од кралот Константин, на бугарската одбрана изадала серија порази по целата должина на фронтот, од Кавала па се до Гевгелија. Во борбите со довчерашните грчки сојузници од Првата Балканска војна учествували и одделни чети на ВМРО, меѓу кои и онаа на војводата Васил Чакаларов. На 9 јули, помеѓу селата Невска и Белкамен, Чакаларов бил ранет и заробен од страна на грчките андарти. На се уште живиот војвода, грчкиот капетан со својот нож му ја пресекол главата, која потоа неговите андарти ќе ја разнесуваат низ Леринскиот крај набиена на кол, заплашувајќи ги македонските селани со извиците: "Го нема веќе Чакаларов, нема Македонија." Поразите на бугарските војски во битките на Брегалница и кај Кукуш ја охрабриле Романија да се вклучи во војниот судир. На 10 јули романската влада ја известила бугарската влада дека романската војска ќе навлезе во Бугарија со цел да ја освои Јужна Добруџа. Бугарија била немоćна и неспособна да ѝ се спротистави на оваа закана. Во тој момент, речиси сите нејзини војни сили биле ангажирани против Србија и Грција. На 13 јули, романската војска ја поминала бугарската граница, без никаков отпор од бугарска страна. За помалку од 2 седмици, романските војски дошле речиси до Софија. Германската дипломатска интервенција ќе успее да ја поштеди бугарската престолнина од војни разорнувања, но романските војски останале стационирани во Добруџа, на линијата што ги обележувала романските територијални барања. Ангажираноста на Бугарија во борбите против Србија и Грција ја искористили и турските сили. На 12 јули тие извршиле инвазија врз напуштената источна Тракија, не наидувајќи на никаков отпор. Само притисокот од Велика Британија и заканите од Русија ќе ја забра турската војска во низиниот поход кон западните бугарски територии.
го сметаат во Атина. До Балканските војни, територијата на Македонија зафаќала површина од 67.741 квадратен километар. Со Букурешкиот мировен договор, Егејскиот дел на Македонија со површина од 34.356 квадратни километри го добила Грција. Вардарскиот дел со површина од 25.342 квадратни километри го добила Србија. Пиринскиот дел со површина од 6.798 квадратни километри го добила Бугарија, а еден мал дел со површина од 1.115 квадратни километри добила и новоформираната држава Албанија. Со ова распрчување, Македонија од централен дел на Балканот се претворила во периферна провинција на балканските земји. Паралелно со поделбата на незината територија, започнало и асимилирањето на незиното население, од македонци во јужни Срби, бугари, славофони грци и во албанци. За Македонија, Балканските војни представуваат катастрофа за македонскиот народ. Значи, покрај тоа што територијата, етногеографската територија на Македонија е поделена, распарчена и угнетувана од соседните балкански држави, самиот македонски народ е потиснуван и убедуван да се откаже од својот идентитет. Балканските војни, покрај тоа што ја сменија политичката карта на Балканот, предизвика и силно раздвижување на балканското население. Доаѓа до големо поместување, прво муслиманското население, еден добар дел од него заминува во Мала Азија. Во текот на Втората Балканска војна многу страда и македонското православно население. Некои населени места што биле блиски, тие роднински врски што биле меѓу севата денеска, има граница меѓу нив. Во тоа време поставени се тие граници и никако не може да контактираат меѓу себе. Голем дел од ова македонско население емигрирало. Егејскиот дел на Македонија, голем дел е испразнат. Имаме бегалци, најголемиот дел заминувале во Бугарија, а оттаму заминувале во прекуокеанските земји или во Европа. Најголем дел од тоа население ги изгубило своите домови. Сега замислете како би се чувствувале тие луѓе кои што вековните огништа ги оставаат, ги напуштаат и никогаш нема да се вратат на нив. Трагедија било тоа, огромна. По подпишувањето на мировната спогодба, бугарскиот воен врв издал заповед до сите војни единици за нивно повлекување од позициите на фронтот. Заповедта наложувала македоно-одринското ополчение да остане како заштитница на отстапувањето на бугарската армија и да биде последната војна единица што ќе ги напушти пределите на Македонија. Ополчениците, кои само една година пред тоа со огромна желба и ентузијазам се вклучиле во доброволните дружини за да ја видат својата родна Македонија слободна, сега биле принудени да ја напуштат поразени. Началникот на штабот Петар Дрвингов со нескриена болка ги опишува овие настани. Скршени во мечтите за кои се пролеа толку многу крв по бојните полиња од Вардар до Мраморно море и од Родопите до Беломоре, ополчениците врвеа со разбиено срце, без гордост и без глас. Во долги колони, напоредни една на друга, дружините на Македонија се движеа по стрмите голи страни на Осоговските планини, оддалечувајќи се повеќе и повеќе од сопствената родна земја. Планините беа во облаци и на дружините веќе се лееше ситен густ дожд. Мајка Македонија ги облеваше со последните своји солзи своите верни синови. Гледката беше трогателна и хоризонтот мрачен. По неколку минути одмор, ополчениците си кажаа збогум со својата родна земја и тргнаа кон пределите на Бугарија. По поставувањето на српско-бугарската граница, емигрантската судбина на овие единици била повеќе од известна. Ѓорѓи Киселинов, еден од учесниците во македоно-одринските доброволни дружини, ќе забележи дека се чувствувале посрамено, бедно, безрадосно, очајно, проколнувајќи ја судбината која ги оставила излишни и никому ненужни луѓе на туѓа земја. По поразот на зелената маса за преговори, македонската политичка елита ќе ги испроба сите можни опции за борба против поделбата.
Представниците на ВМРО ќе апелираат на Македонија да ѝ се даде автономија под покровителство на некоја од големите сили. Група истакнати македонски дејци во Софија побарале од Бугарија да се откаже од Пиринскиот дел од Македонија, за тие во тој крај да прогласат кнежевство. За потоа со поддршка на Австро-Унгарија да бараат обединување со Вардарскиот и со Егејскиот дел. Но иако ни Бугарија ни Австро-Унгарија не биле На 12-та година македонците и албанците имале одредени заеднички здруженија, заеднички листови издавале, потоа пишувале заеднички книги. Значи имало некоја соработка, меѓутоа таа соработка била насочена кон потребата да имаат исто така некој партнер во нивната борба за ослободување од османлиската власт и за остварување на вековната потреба за создавање на сопствена држава. Балканските војни го наметнале правото на посилниот. И тоа ќе ја натера ВМРО, втор пат, овој пат со оружено востание, да се обиде да го сврти вниманието на европската јавност. Нивен сојузник во оваа битка ќе биде албанското движење, исто така незадоволно од мировниот договор. Во средината на август 1913 година во Елбасан била постигната спогодба меѓу
села претварала во пеплишта. За суровите постапки на окупацијските сили известува и српскиот весник Радничке новине од 9 октомври 1913 година. При угушувањето на востанието, српските војни единици извршили масовни злосторства, колежи на населението, па според архивските извори се смета дека српските единици запалиле, односно уништиле 119 села во западниот дел на Македонија, значи од подрачјето Охрид до Гостивар. Само во Охридско српските единици запалиле 86 села, а при тоа биле убиени околу 2500 души, односно местно население, македонско, турско, а најмногу албанско население. Понатаму при задушувањето на востанието, српските војни власти за да им се одмаздат на македонските револуционери, ги запалиле куќите на водачите на востанието, на Петар Чаолев во Охрид и на Милан Матов во Струга. Балканските војни ги промениле границите на Балканот, но не донеле правда. Легитимното право на самоопределување на еден цел народ било сурово погазено. Резултат на овие две војни се илјадниците бегалци, кои од темел ќе ја сменат демографската карта на овој дел од светот. Во Грција се иселувале турци од оние делови на Тракија и на Македонија во кои беа навлегле бугарските војски. Во Бугарија се иселиле околу 50.000 македонци кои бегале од српските и од грчките војски. На политички план, по цели 5 века турското владење во Македонија било завршено, но состојбите на Балканот станале уште позамрсени. Англискиот министер за надворешни работи наведува дека Бугарија останала огорчена, повредена и лишена од она што го сметала за свое. Никаков иден мир на Балканот не е можен се додека Бугурешкиот договор е во сила. Балканските војни, според моето мислење, имаат едно од пресудните значења во понатамошната европска, значи светска историја. Балканската војна како кулминација подоцна во 1914 година ќе ја произведе првата светска војна или големата војна, дотогаш во тие размери непозната за човештвото. Првата светска војна е некое продолжение на балканските војни, била продолжение на балканските војни заради тоа што после балканските војни не биле задоволени сите интереси ниту на сите балкански држави, ниту сега веќе и на европските држави. Нерешеното македонско прашање и неговото маргинализирање трупало уште поголеми непријателства. Во предстојните групирања на големите светски сили пред почетокот на Првата светска војна, Македонија и македонското прашање повторно биле залог за учество на некоја од балканските држави на едната или на другата страна, на страната на Антантата или на страната на Централниот сојуз. Се уште големите светски сили сметале дека може да добијат поголем колач, ако можам така да кажам, од прераспределбата на сфери на влијание и всушност тоа е генераторот за нови непријателства и нови војни. Балканските војни не само што не го решиле проблемот на Македонија, туку го невозможиле и создавањето балканско единство во Првата светска војна. Во 1915 година, централните сили ќе ја понудат на Бугарија цела Македонија, барајќи за возврат таа да влезе во војната на нивна страна. Ова скапо ќе ја чини српската војска, која ќе се најде вклештена меѓу австро-унгарските и бугарските војски. Но таквиот развој на настаните предизвикал само привремена промена во корист на Бугарија. Со војниот пораст на незините нови сојузници и со Версајскиот мировен договор од 1980 година, само ќе се потврдат одлуките претходно донесени во Букурешт. Кратко речено, балканските војни нема целосно да задоволат ниту една од страните што учествуваа во нив, а ќе посеат неправда